Убедливо мнозинство ќе освои ВМРО ДПМН на следните парламентарни избори. Тоа може да се заклучи од сите досегашни анкети за расположението на граѓаните во однос на политичките партии. Убеден е политичкиот аналитичар Синиша Пекевски. Според него, извесно е дека рейтингот на СДСМ ќе оди во надолна линија, што ќе значи крах за партијата на предстојните избори. Според мене ќе освои над 61 пратени, каде што ќе може самостојно да направи влада. Дополнително, она што по мене не го покажуваат реално анкетите е драстичниот пад на популарноста на СДС и коалицијата која гравитира со него, бидејќи корупцијата и криминалот кои излегуваат секој ден, а допрва ќе излагаат, значи како се приближуваат изборите, така ќе излегуваат се повеќе и повеќе коруптивни скандали. Дополнително ќе го намали нивниот рейтинг и очекувам да на наредните избори нивниот реално да освојат некаде околу 10-12 пратеници. Иако ДУИ засега има водство во однос на другите албански партии, Пекевски смета дека опозицијскиот блок сериозно ќе им ги помати математиките на интегративците на следните избори. Сепак, ќе биде значаен и настапот на Алијанса за албанците, која треба да одлучи на која страна ќе биде, дали со СДСМ и ДУИ или со обединетата албанска опозиција. Дефинитивно ќе им откине добар дел од нивниот електорат, но тоа нема да биде нешто што ќе биде круцијален дел во намалување на силата на ДУИ. Круцијално нешто што драстично ќе намали нивната сила и нивната присутност во парламентот е огромната корупција која владе и кои се носители високите функционери во ДУИ. Последната анкета на Market Vision покажа голем раст на рейтингот на партијата на Христијан Мицкоски, за која на изборите во мај би гласале 16,35% од испитаниците. На второто место според анкетата е ДУИ, за која позитивно се изјасниле 5,95%. На трето место е партијата на Димитар Ковачевски, за која би гласале 5,65%.